дезинформация или манипулация. Община Битола е съставена от градът Битола и 65 села. От тия 65 села, според изява на директорът, дадена от Нова Говорница, Тейнес, явното предприятие Комуналец върши услуга до 17 села. Това е 26,15% от цялата. Явното предприятие е задължено за община Битола, за град Битола. Следствено на това не е манипулация, то се бройки. Трябва да научите да работите малко за бройки, кои што овој случај не се во ваша полза. Не е манипулација ако се каже дека остатокот од тие 17 до 65 села мора да имаат своји приватни депони, каде што ќе го депонираат отпадот, и потоа јавното предпријатие, според вашите зборови, од одредени фондови да пушта механизација да ги изчисти тие депони. Следствено на тоа, обврската на општина Битола, кој што 12 години во вашите раце, е да овозможи услуга до сите овие 65 села. А ова не е само за јавното предпријатие Комуналец Битола. Тие граѓани од тие остаток од рурални средини што се? Граѓани од втор, од трет, од четврт ред. Кај нив не треба да има зелена површина која што ќе биде уредена. Првично немаме собирање на отпад во тие средини. Не можеме потоа да зборуваме за урбано живеење. Општина Битола во буџетот има предвидено 8.000 евра за тие рурални средини. 8.000 евра. Тоа се 120 и нешто евра за посело. Значи, тоа е ли односот кој што треба ние да го имаме спрема руралната средина? И потоа јас сум манипулирал. Срамо.